Поминаа 3 недели откако вториот човек во Министерството за животна средина јавно соопшти дека квалитетот на воздухот во Скопје се подобрува. Факт е дека оваа година имаме значително намалување на бројот на денови со надминати среднодневни концентрации на PM10 частичките. Макрадули го темелеше својот став на податоците од мерните станици, од кој пак невладиниот сектор извлече сосема друг заклучок. Значи, податоците беа тотално невистинити. Беа прво пријавени како да се за 6 месеци, за зимските месеци, потоа излезе дека и тоа било грешка, меѓутоа не го демантира. 360 степени провери, дали дишеме подобар, полош или из воздух, споредено со минатите години. Типичен зимски ден во Скопје, температура околу нулата, без врнежи и ветар и со намалена видливост. Од редовите градот изгледа зачаден, на улиците така и мириса. Како воздух дишеме, меѓу метежот од возила, луѓе и градби мерат неколку инструменти. Ректорат и името на мерната станица, на крстосницата кај комплексот судови. 360 степени ги анализираше податоците за PM10 частичките во последните 8 години, од 2012 наваму и пресмета во колку од тие 2920 дена скопјани дишеле загаден воздух. Податоците од мерната станица Ректорат покажуваат дека во 2012 година дури 191 ден на таа локација се дишел нечист воздух, што на екранот е означено со црвена боја. Може би било и полошо, бидејќи како што покажува сината боја, 45 дена таа година мерната станица не работела. Квалитетот на воздухот на локацијата се подобрил во следните 3 години, но по почетокот на изградбата на новите факултети во непосредна близина, ако може да се направи таква поврзаност, тој стигнал до рекордни 221 ден со загаден воздух во 2018 година. Во 2019, кога граделиштето главно мируваше, значително е намален и бројот на денови во кои е надмината горната дозволена граница за PM10 честички. Сличен е и трендот иако се анализира просечната дневна концентрација на годишно ниво. 2012 повторно е втора најзагадена година во истражуваниот период. Воздухот потоа значително се подобрил во 2015, но неговиот квалитет се влошил во следните 2 години. Во 2019 повторно има позитивен тренд. Мерната станица која граѓаните на апликацијата Мој воздух или на интернет ја гледаат како центар, се наоѓа близу зградата на Нова Македонија. И за таа локација направивме пресметка како воздух се дишел во последните 8 години. За разлика од станицата Ректорат, во центар квалитетот на воздухот се подобрува од година во година. Најлоша за дишење била 2012 со 211 загадени денови над дозволеното, кога Патем имало и најмногу денови кога станицата не работела. Минатата 2019 година за прв пат се регистрирани помалку од 100 дена со недозволено ниво на PM10. Речи се идентичен и трендот на просечни дневни концентрации на PM10 честички на годишно ниво. Во 2012 таа изнесувала 85 микрограми, додека во 2019 паднала за речиси половина, на 46 микрограми. Фактите можеби на вистина покажуваат подобрување на квалитетот на воздухот кај мерните станици кои ги анализиравме. Меѓутоа, клучното прашање кое се поставува е зошто? Заменик министерот за животна средина Јани Макрадули на пресконференцијата во владата изјави дека подобрувањето на воздухот се должи на владините политики и стратегии. За ова истражување не добивме можност да поставиме повеќе прашања за таквиот заклучок, ниту до него, ниту до министерот Насер Нуредини. Невладиниот сектор пак не отстапува од ставот дека податоците немаат врска со владините политики, туку дека се погодило времето. Тука негде исто во тие денови кога немаме ветер, загадувањето исто дури негде и се зголемува. Се проблемот беше и тоа што долг период некои мерни станици не работа. Така да овој пропуст, овие дупки во податоци многу ќе влијаат во понатамошни изработки на стратегии. Георгиевска додава и дека не може да се тврди дека воздухот е почист, кога се мерат само мал број показатели. Друг проблем е што не мериме ние се. Ние мериме тие
PM10, PM2.5 само на неколку мерни станици, меѓутоа не се мерат тешки метали, кадмиум, молово, жива, исто така не се мерат фурани, диоксини, сите тие отровни супстанции исто така влијаат да покажат од каде доаѓа загадувањето. Но, од управата за хидрометеоролошки работи вела дека не само што немало повеќе ветровити денови последниве години, што би довело до расчистување на загадувањето, туку напротив, дека ги има се помалку. Нивното научно објаснување за позитивниот тренд во квалитетот на воздухот е намалувањето на бројот на магливи и денови со сумаглица. Смогот настанува кога маглата, односно сумаглицата, се комбинираат со индустриските честички, а затоа најчесто е одговорна антициклонална ситуација, односно доаѓа до формирање на поле на висок воздушен притисок и испуштање на воздухот. Овој повишен воздушен притисок условува целото аерозагадување кое што постои, а не е врзано со постоечките извори на грејење, како што се топланите или индивидуалните ложишта, да биде притиснато кон тлото. Според Светската здравствена организација, 9 од 10 луѓе во светот дишат загаден воздух. На годишно ниво, аерозагадувањето е причина за 7 милиони прерани смртни случаи во светски рамки, додека во земјава проценките се движат меѓу 1500 и 2000 случаи.